дали ги имате првичните анализи за изборните резултати од неделата? Најавте чистка по изборите. Што покажуваат анализите? Што предизвика најголемо незадоволство кај граѓаните за да имате ваков резултат? И согласно тоа, кој ќе биде опфатен со таа чистка што ја најавивте? Дали тоа ќе биде првиот ешелон или поделните структури? Добро, прво анализите покажаа дека прашањето на името и договорот од Преска, постигнат со Грција, не се причините за неисполнување на нашите очекувани резултати, затоа што на референдумот излегува 669.000 граѓани, гласаа за потврдно 609.000 не знам колку уште граѓани. Еве, ако вистинско мнозинство биле против, има можност на овие избори се изјаснија 319.000 граѓани за Гордана Силјановска-Давкова како кандидат, поддржан од опозицијата од сите оние кои што беа наистина против договорот од Преска. И тоа го расчистуваме. Истовремено, завршувањето на Охридскиот рамковен договор во правно-формалниот аспект и законот за употребата на езиците не било причина. И тоа го видовме преку анализите. Зошто еден дел од гласачите одлучија да абстинират, а се гласачи, подржувачи на 31-та партија или се гласачи и подржувачи на Стево Пендаровски концептот, посебно концептот Заедно напред, одлучија преку нивното седење дома и неизлегување на гласање да испратат порака на незадоволство кон власт. Од тие, ако се откажале од нашата подршка, ќе ги дале своите гласови на опозицијата, односно на против кандидатот Гордана Силјановска-Давкова. Така што може да видите дека и Христијан Мицковски со неговите политики ја делегитимира, заради тоа што паднат со повеќе од 10% од вкупниот број на гласови од последните избори, локалните избори, и не акумулира дополнителен број на гласови, а нашите разочарани гласачи дефинитивно ја испратија пораката која што излегува како врв на таа анализа, а тоа е дека се разочарани од одредени функционери, од одредени политики, кои што мора да бидат коригирани и во делот на политиките, и во делот на функционерите. Односно, не така одговорно, честно и достоинствено сите им служат на своите граѓани. Не се контактибилни дел од тие институции, дел од институциите бавно ги спроведуваат постапките административни, кои што граѓаните ги очекуваат од самите институции. Еден дел од граѓаните кои што добија голема чест да водат институции, да бидат директори, министри, носители на јавни функции, за жал се изгубија во тој дел заради тоа што се отуѓа од народот. Се поставија повисоко, тоа се моите согледувања. Дел од задачите кои што ги добиваат со поставувањето на тие функции не ги заврши. Веројатно. Јас знам дека граѓаните не очекуваат за 23 месеци сите од извршната власт да ги завршат работите, но очигледно е тука незадоволство. И затоа најавив промени. Најавив чистка, најавив реконструкции, тие ќе се случуваат, секако штом законот тоа го возложи, од распишување на изборите до завршувањето на изборите, забрането е секако разрешување и именување, тоа ви е јасно и на сите, тоа им е јасно на граѓаните. Некаде после распишувањето на изборите 8 февруари, се уште траеше процесот поврзан со Преспанскиот договор, како што беше ратификацијата на протоколот од НАТО во грчкиот парламент или слично, и буквално претходно не беше возможно да се прават такви промени, за време на распишани избори не се прават такви промени, честно е да им соопштам на граѓаните дека пораката е допрена промена. Тоа што е делокруг на надлежностите под премиерот и затоа да, има промени и тие ќе се случат и секако ќе бидат здрави и ќе ја испратат пораката за следните кои што ќе дојдат да не се однесуваат така и да не предизвикуваат незадоволство кај граѓаните, но истовремено секако очекувам тие граѓани кои што имале намера да испратат така пораката, истовремено ќе се ја прифатат и нивната и граѓанска одговорност дека сепак на државата треба да ја дадат шанса и да излезат и да гласат на овие избори, да успеат изборите, ако неуспешно се значи секако нови политички кризи, а сите трендови од минатото на сите председателски избори кажуваат дека процентот на излезеноста во вториот круг е многу поголем од процентот на излезеност во првиот круг. Ако било за порака, е испратена, прифатена и секако ќе реагираме. Но да дадеме шанса на државата наша, која што е одговорност на сите нас како граѓани и како гласачи на претходните избори на 5 мај.
директори. Во работата на кој министер или тук се не сте задоволни како премиер и дали се почнале да разговарате со коалиционите партнери за реконструкција? Како може да разговарате? Не, апсолутно не заради тоа што е втор дел од кампањата, втор дел следува. Ние разговараме, се среќаваме и коалициони партнери, министри и сите. Поручек кога ги организираме сите штабски активности, кампањски активности, сите сме на поручек на терен, работиме со гласачите, со граѓаните, за да предизвикаме преценивна излезеност, а секако и успешност на изборите и победа на Стево Пендаровски концептот на заедништвото и концептот за напред. И верувам дека во соодветно време, после завршување на изборите, ќе ги отвориме овие прашања. Но чувствував јас за сходно да им соопштам на граѓаните за нивната порака која што имаа намера да испратат и за мојот впечаток од таа порака и какви реакции тоа побудува кај мене и што би направил јас за да тие не се чувствуваат во иднина така како што очигледно се чувствуваат сега. Александр, мислам, Вчера во Тетово рековте дека откако сте најавиле метла, некои се препознали и сами се понудиле. Дали тоа значи дека понудиле оставка или понудиле повеќе да се ангажираат? Различни се понудили од функционерите. Еден дел ја гледат работата, не ни спризната дали има нешто конкретно виновно за нив или не. Туку велат, председателе, уште сега може би е добро да направиме чекори и тоа веројатно може и да помогне. Но самото правење чекори ја доведува државата за да остави институцијата и на бришан простор. Еден дел од луѓето се нудат да помогнат уште повеќе во делот на извршувањето на своите државни обврски. Но генерално јас имам свој печаток, јас не сум единствен, ниту се сметам себе си за нешто специјално и посебно. Ќе влезам веднаш после тоа во консултации со сите тие на кои што ќе ги предложат да одлучуваат за тие промени. Ако е министер, заменик министер и слично, тоа е парламентот. Ако е влада, тоа е, ако се директори, тоа е владата и како се поставуваат. Ако се самите министри кои што ги поставуваат директорите, самите министри треба да донесат самата одлука. Така да верувам дека имам исправни чувства, верувам дека сум поприлично добро информиран човек и верувам дека знам да слушам од граѓаните тоа што го испраќаат како порака. Така да после изборите ќе следуваат промените. Јубиша повели да могам крене да рака уште две прашања. Три кратки прашања и кратки одговори, господин Заев. Дали стравувате од бойкот од опозицијата во вториот изборен круг? Дали вие се подготвувате за бойкот, бидејќи ВМРО, мислам дека во видео дека вие ќе го направите тоа, и очекувате ли поголема поддршка од луѓе? Значи, не верувам дека опозицијата ќе бойкотира. Тврдам одговорно дека власта нема да бойкотира. Мотивацијата ни ја дадоа граѓаните на еден прекрасен начин. Доволно имаме резервари пред себе за да се бориме да победиме. Со тоа во што веруваме преку нашите кандидати кои што ги поддржуваат. И верувам дека јас ќе кажам за себе како председател на најголемата политичка партија од коалицијата која што го поддржува Стево Пендаровски, имаме секакво право да очекуваме граѓаните од помалку бројните заедници, вклучително втората поголемина заедница, албанската заедница, да биде во поддршка на Стево Пендаровски. Зошто? Заради заедништво, заради напредокот на државата, заради Европската унија, заради НАТО, заради економскиот стандард. Од другата страна се окажа оддел од заедницата. Дури не смогнаа сили да се коригират во делот на бошначката заедница, нарекла босанска. Кој има босански јазик, но се бошничка заедница. Не се ни коригира за албанската заедница. Ние сме мултиетничко општество, не е тоа сега и од денес, тоа од секогаш. Цензусот не случајно е 40%. Да зависи од сите, да не може без никој да се направи успешен процес. Од секој зависи, барем од етникумите во држава. Дури албанската заедница да е комплетно влезена, ќе видите дека и од помалите зависи. Ова е бројката 47,8% на излезеност. Тоа е убавината на нашето мултиетничко општество, затоа и убавината е да избереме председател кој што навистина ќе биде председател на сите. И од тука јас верувам прво во успешност на изборите. Тие ќе успеат, прво тоа одговорност на секој граѓанин, а секако најповеќе на нас политичките лидери, а со тоа и на нашите членови. Изборите мора да успеат. Истовремено еднакво е важно изборите да продолжат да бидат скандинавски, како што е. Кристално чисти, демократски, слободни избори.
Јас се гордам, тоа е голема европска вредност која што ја постигнавме сега. И сум благодарен на мојот народ за оваа работа. Третата работа е важно да победи стелата вирус. Затоа што знам што ќе се случи во држава. Знаете и вие, знаете и граѓаните. Нови амнестии, аболиции, нови кочници, ќе се случува прашањето и одговорите како тоа ќе подпишува таков кандидат, укази, акти, не го признава уставот, уставот е донесен во државата. Тоа се многу проблеми. Не ни треба такви проблеми. Така да верувам дека ќе успееме во тоа. А знам дека сите коалициони партнери дадоа максимум. Не можам да обвинам ДУИ, ТДП, Сојуз на ромите или било кој од коалиционите партнери ако не тргнем прво од Социјалдемократскиот сојуз. Еве и ние, нашите гласачи, имаме средини каде што се чисто македонски, каде што се бориме со ДСМ, со ВМРО-ДПМ. Не успеавме да ги извадиме гласачи. Тоа е нашата реалност. И фала Богу, луѓето наоѓале начин како да ни кажат каде сте слаби, што треба да промениме. Прекрасна алатка се ова изборите. За нас политичарите да учиме од нив. Но верувам дека ќе успееме, заради тоа што пораката е испратена и фала Богу има втора шанса, ево во вториот круг. Ќе бидат изборите успешни, сите ќе дадат свој придонес, максимален ќе биде придонесот. Верувам дека и оние 80.000 граѓани кои што гласаа за господин Блерим Река, дека имаат своја определба, тоа било Блерим Река, но најважната определба е нашата земја, Република Северна Македонија, и ќе излезат и преку својата определба ќе помогнат на својата земја во движењето напред преку концептот на заедништвото. Последното прашање, повелете. Така, повторно за изборите, јас би ве прашала за коментар во однос на косовскиот министер за надворешни работи, кој му пати порака на албанците од земјава за кој кандидат да гласат во вториот круг. Дали смитате дека ова е мешање во внатрешните работи на земјата? Знаете како, јас снимив неколку пораки сега за овие европските избори, за многу кандидати, социјалдемократи, левичари, прогресивни кандидати, како што е Тања Фајон, нашиот кандидат од Социјалистичката интернационала, односно од партијата на социјалисти и демократи, СНД групата, или од ПЕС, партијата на европските социјалисти. И логично е политичарите да дават поддршка. Но господинот Пацоли, ако мислите на господинот Пацоли, колку што знам, не сум лично ја гледал пораката која што испрати, но сум информиран дека ги повика граѓаните да гласат за кандидати кои што се за интеграција за Европската унија и НАТО. Драго ми е што преку тоа мислите дека тоа е Стево Пендаровски и вие и сите граѓани, но тој дефинитивно и му упати порака за нешто за кое што преку 80% од граѓаните во државата стоја, а тоа е интеграцијата на нашата земја во НАТО и во Европската унија. Тоа го прават пријателите, ја го сватам тоа пријателски. Дури и да спомнал име, ќе го сватам како негово предлог. Не е мешан. Знаете како? На крајот граѓаните ја носат одлука. Ние може да ги поканиме, да ги повикаме, да зборуваме за вредностите, но на крајот граѓаните овде дома ја носат одлуката за нашата земја и за претседателот на нашата земја. Ви благодариме на сите. Благодарам на сите на нас. Ага.